Правосудството е затворено за новинарите и за јавноста. Прибирањето информации од овие институции речиси секогаш е тешко, а честопати е невозможно. Истото се случи и при подготовката на оваа сторија. Мерката притвор е една од табу темите во македонскиот правосуден систем. Откако почна да функционира специјалното јавно обвинителство, законот за кривична постапка почна поинаку да се чита. Одредбите се исти, јавниот интерес е исти, меѓутоа постапувањето е малку различно. Редовното обвинителство си работи и тука таква паралела не можеме да направиме, бидејќи СЈО е за специфичен вид на сторени кривични дела со предзнак на организиран криминалитет, кога ги имате највисоките функционери инволвирани во тој сомнеш дека се сторители на кривични дела. Меѓутоа, сите сме сведоци на тоа дека случаите на СЈО досега дури не завршија ни со мерка за обезбедување присуство. Имаме еден селективен пристап. Како и да се третира мерката притвор, прво секако дека таа треба да се третира како крајна мерка, значи сите други мерки треба пред тоа да бидат применети, исцрпени и така натаму. Меѓутоа, односно притворот да биде во исклучителни случаи само изречена како мерка, меѓутоа ние за многу тешки, да речам, обвинувања, кога зборувам обвинување, не зборам во правна смисла, повеќе вака пежоративно, тамо каде што на некој начин многу докази може да се уништат, многу промени на ситуации, ако се дозволи да тие лица останат на некој начин во позиција да можат да делуваат по однос на доказите, па и по однос на целокупната ситуација. И добро, кога зборувам ја докази, мислам и на сведоци, зашто и сведоците се доказ во постапките. Во потрага по податоци и официјални информации, без никаква можност за директен контакт, последно решение се барањата за пристап до информации од јавен карактер, кои уредно беа упатени до сите обвинителства и до Основниот суд Скопје 1. Вистина е тешко ако направам некоја споредба, како било предходно, еве да кажеме пред 10-15 години, како е сега. Сега институциите се многу позатворени за разлика од тогаш. Тогаш, например, сме можели неофицијално некој да не избрифира за некоја тема, да ни даде некоја информација. Сега, начинот да се дојде до официјална информација е Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Требало институциите да гледаат на нас како на сојузници, а не како на непријатели. Меѓутоа, за жал, кај нас состојбата е поинаква.